Здраво на сите. Денеска во овој влог ќе збориме за темата дали е добро да си мултипотенцијалити. Мултипотенцијалити е термин за да се објасни личност која знае повеќе работи, односно знае повеќе вештини, се снаоѓа добро во повеќе вештини, дисциплини или што и да е, така да ќе збориме денеска за оваа тема, бидејќи мене ми е многу интересна. Океј, што сум јас? Ако некој гледа на мојот Инстаграм профил, ќе види дали сум, ќе се праша себе си дали сум зидар, дали сум филмекер, дали сум режисер, дали сум маркетинг менеджер, дали сум продавач, дали сум фармер. Кога растеме сите сме некако принудени да одбереме некоја професија што ќе ја работиме до крај на живот. Мене ми е малку чудно како некој што е дете или 15 тинеџер да речеме, знае што ќе прави целиот живот. Да, има исклучоци, некои луѓе што имаат цел и план уште од мали нозе, тоа е добро. Меѓутоа, повеќето луѓе како нас, како мене, всушност, јас себе си се декласирам за мултипотенцијалити, со оглед на тоа што во текот на животот ме интересирале многу работи, многу професии и некако се што сум одбрал, сум имал прилика да ја искусам таа професија, но и да ја научам, да ја совладам. И некако за некои луѓе, како мултипотенцијалити, едноставно работите не одат по праволиниски и тие луѓе некако во текот на животот се некако збунети и се обидуваат да си го најдат нивното место, а и често не се вклопуваат во големата слика на она што е општествена норма. Не е секој за таа една професија да работи цел живот. Има и луѓе кои што имаат многу интереси, многу таленти и верувам дека тие луѓе треба да им се даде можност да ги покажат нивните раскошни таленти на повеќе полиња. Океј, јас денеска како мултипотенцијалити ќе ги објаснам и добрите и лошите страни на тоа да бидеш дел од избраните, нели? Првата добра работа да бидеш мултипотенцијалити е доживување и искуство. Едноставно, кога си бил режисер, си бил зидар, си работил во маркет, пример си се грижил за робата, си бил организиран, кога си готвел, или па кога си бил фармер, или маркетинг, или продажба и така натаму, едноставно искусуваш, доживуваш повеќе улоги, повеќе професии. Мене тоа ми е многу интересно, бидејќи каде да сум отишол, каде да сум завршил, секогаш ми било возбудливо да го пробам тоа. Знаеш, онака како облекуваш униформа на тебе и денеска сум готваш, денеска сум зидар, денеска сум режисер и не снимам онака со пејачи, со актери, со популарни луѓе. Јас сум режисер денеска, имам екипа од 5-10 души, ги водам сите, пишам сценарио, а не сум завршил таа професија и не сум од мал таа професија, едноставно си влегол во таа професија, си ја совладал и си го доживеал тоа да бидеш во таква една улога и луѓе те гледаат така со респект кога го работиш тоа. Друга добра страна е тоа што лесно се адаптираш. Едноставно, кога си веќе научен на повеќе вештини, повеќе и поседуваш повеќе таленти, едноставно лесно се адаптираш и кога имаш career change во било која возраст, било која доба, ти си лесно адаптибилен, онака лесно можеш да влезеш во било која индустрија и веќе ги знаеш чекорите кои следат кон тоа. Пример, не знам, во градожевина прво почнуваш со мешање на малтер, па носиш цигли на мајсторите, па на крај почнеш полека да бидеш мајстор и завршуваш како мајстор. Тоа е добро. Исто и во филммейкинг, прво почнав со цртав ликовно, бои, форми и така натаму, па после отидов на фотографија, па на снимање и после на пишување и режија. Знаете како се има чекори. Добро е што во секоја професија можеш да ги следиш тие чекори и тоа те прави онака лесно адаптибилен на нови улоги, нови професии, а и генерално во животот, вака што и да правиш. Добро, овде сум пишал поголема самодоврба, тоа го спомнав во претходнова. Исто кога си така повеќе вештини, кога имаш повеќе таленти, луѓето поинаку те гледаат, а не само тоа, поинаку те доживуваат и ти сами се доживуваш како знаеш, онака сум совладал тоа, сум го правел ова, сум го правел тоа, сум режирал, не знам, спотови таму, а сега сум зирал кујки,
трето, не знам, скара пржам таму или готвам некое јадење и да работувам од тоа. Онака си викаш, вау, утре ќе те фрлат на улица кај било, на некој остров што се вика, и ти пак ќе бидеш во можност да заработиш пари. Тоа е многу добрата страна на тоа да бидеш мултипотенцијалити, бидејќи си снаодлив и самото врбата што ти ја крева едноставно е толку онака корисна за, не знам, кога ќе се бориш со предизвици или со некој фейлер, кога ќе пропаднеш нешто, самото врбата е таа која ќе те крене од мртвите, што се вика. Друга добра работа е забавно ти е. Многу е добра кога, како што напоменав, имаш можност да менуваш по повеќе кариери, повеќе вештини и некако ти е забавно, онака сам на себе ти е забавно тоа што го учиш нови работи, онака се прашуваш, кај ќе му однесе следниот чекор, вау, што научив денеска, леле, тоа го направив, да, браво, супер. И тоа што ти е забавно, што и самиот почнуваш онака да уживаш во твое друштво, онака ептене cool. Добро, и за крај од овие добрите страни на мултипотенцијалити е тоа што те прави добро друштво. Кој не сака човек кој што има поминато многу во животот? Кој не сака човек кој има многу приказни да раскажува? И кој не сака човек кој што е толку мултидимензионален, што толку работи пробал и кога разговара тој човек со тие други луѓе, едноставно тие го разбираат него, а и тој ги разбира нив. И тоа те прави онака подобро друштво, бидејќи, како што напоменав, си поминал многу и имаш што да раскажуваш. Ти си светски човек едноставно, ти си видел многу работи во животот, можеш на други да им бидеш пример, да учат нешто од тебе и да споделиш лекции што си ги научил, така да на сите ќе им биде тоа добродојдено во секое друштво отвори. Да. Океј, сега потнуваме лошите работи. Првата лоша работа што ми текнува е тоа што брзо се заситуваш. Едноставно, кога си постигнал толку многу, имаш самодоверба дека можеш да направиш што и да сакаш, тоа е малку лошо, со главата удираш во зид и брзо се заситуваш. Онака ќе постигнеш одредена работа, одреден левел во таа професија нова и ти станува досадно, онака се викаш, ова е тоа као, ај сега да пробаме нешто друго, ајде пробаме нешто трето и знае тоа да биде некој магичен круг, каде што ако не си доволно самосвесен, можеш да заглавиш до бескрај и онака никогаш да не достигнеш онака полна сатисфакција од некоја работа. Друга лоша работа би рекол дека е не си постојан, ова е како продолжеток на претходното, кога менуваш толку многу професии, не си баш постојан, да речеме, не се дружиш со истите луѓе од таа професија, одма менуваш друга и таму има сосема друг тип на човек и луѓе, или па често менуваш работи, не си постојан, онака не можеш да фатиш постабилно нешто, еден период правиш тоа, другиот период, ти текнало ќе зидаш, третиот период ќе снимаш нешто, четвртиот, не знам, ќе бидеш готвач и така натаму, тоа знае малку да те итврди од баланс и баш кај не го препорачувам на секој тоа да го прави постојано менување на професиите. Исто и немаш специализација во една професија, тоа е малку лошо. За да достигнеш онака експертиза во една професија, треба малку да се посветиш на таа професија, онака да помине одреден период и одредена километража, за да почнеш подлабоко да влегуваш во таа професија. Значи, лошото е во тоа кога си мултипотенцијалити, постојано менуваш, постојано учиш нови работи, нови професии, нови вештини и никако не се задржуваш во една вештина. Тоа е и добро и лошо. Доброто е што си така all-rounder човек кој што се разбира во повеќе работи, меѓутоа не се разбира 1000% во една работа, нака да ја научиш до крај. Океј, сега се враќаме пак на тие општествени норми, кога се мултипотенцијалити, нели, пошто не си постојан и така натаму, не си дел од нормата, некако те критикуваат другите луѓе, онака си некако збунет за нив, ги збунуваш, онака не знаеш што си, што правиш и така натаму и често ќе најдеш и на критики од тие луѓе, океј, голем дел од нив се и љубоморни, ама генерално те критикуваат бидејќи не може да те сваташ што си, не може да те следаш што си, еден ден си ваму, вториот ден си таму, на третиот ден нешто друго постираш на Инстаграм и онеки се као вау, што прави овој човек, да не премногу арогантен, нели, што прави повеќе работи од денеш или авантуриста, овој не е сериозен човек и така натаму. И последно, за лошите страни на мултипотенцијалити имаш криза на идентитет. Мене тоа ми се случи неколку пати, нели бев зидар, па после кога завршив со зидање бев фотограф,
па бев режисер, па после работев во ресторан, па работев нешто друго и као чекај бе, што се ти онака се на моменти се прашуваш и си љубоморен на луѓе кои што се, не знам, цел живот доктор или цел живот адвокати. И онака се фаќа на моменти криза на идентитет, сметаш дека се казнува себе си као демек, не сум доволно добар во ниедна работа, затоа и менувам толку често или па луѓето не ме сваќаат сериозно и све некако тоа ти доаѓа во глава и те прави да се чувствуваш помалку вреден. Меѓутоа ќе кажам дека не е толку страшно, тоа е нешто ново за тебе, можеби, така беше и за мене. И сватив дека баш на YouTube видео гледав, тие мултипотенцијалите се луѓе кои што, нели како што реков, имаат повеќе професии и они, да речеме, прават комбинација од повеќе професии и ги спојуваат во едно нешто. Така се раѓаат и некои нови иновации и така натаму. Така да верувам дека кризата на идентитет ќе помине, не е толку страшно и тоа е некој нов идентитет кој што ти треба да го заслужиш, некој нов идентитет кој ти треба да го примениш на тебе, ти треба да го прилагодиш на твојата сегашност и твојата реалност. Океј, за крај би рекол, ако си човек, тип на човек кој што е љубопитен и сакаш животот да го откриеш повеќе тоа што си видел до сега, повеќе тоа што си доживеал, тогаш биди мултипотенцијалити, па што сите во нас кријат одреден степен на мултипотенцијалити, никој не е роден само за една работа, така да верувам дека со самата модернизација на светот, дигитализација и така натаму, се раѓаат нови вештини, старите изумруваат, така да наше е времето сега да се испробаме во повеќе работи и не е ништо страшно ако знаеме повеќе вештини, ако знаеме и умееме како истите да ги искомбинираме во една целина. Фала ви многу уште еднаш што бевте со мене во видеото, се надевам ви се допадна оваа интересна тема, па се гледаме. Чао!